Сдруженијето на слепи лица Кочани го одбележа меѓународниот ден на белиот стап, символот на слепите лица, во посета на Сдруженијето на слепи лица во Благоевград, Бугарија. 20 на членови на Сдруженијето ја продлабочија соработката и разменија искуства во повеќе сфери. Членовите на Кочанското Сдружение денес ќе ги раскажаа искуствата од вчерашната посета во Бугарија. Највпечатливо беше за нас играта Showdown, која се игра помеѓу двојца слепи, која е доста интересна и исто така би сакале да се примени и во нашата држава. Преку овие средби членовите се стекнаа со нови искуства и разговараа за унапредување на помагала за слепи лица за понормално функционирање. Таму разговаравме за одредени помагала за слепиот човек кои се резултат на напредната технологија и на тоа што се може да се произведе за да се олесни секојдневното движење и функционирање на слепиот човек. Исто така, во текот на вчерашниот ден, представник од Кочанското Сдружение на слепи лица беше во Скопје, каде присуствуваше на одбележувањето на меѓународниот ден на белиот стап, символот на слепите лица, каде се зборуваше за обезбедување на поголем број книги и помагала за слепите. По повод меѓународниот ден на белиот стап, символ на слепото лице, вчера 15 октомври се одржа агенда во Скопје, кој што и нашето здружение беше покането и имаше представник на таа агенда. Имаше координатор од влада, невладени организации и агендата беше по повод воспоставување дружење, средби и заедно со помагала и други книги, да речеме на Брајево, кои може да се читат, кои што се 100% слепи и слабовидни лица кои што можат аудио или со во поголем формат на буквите да ги читаат книгите. Преку овие средби се очекува слепите лица од нашата држава да добијат поддршка од државата и да се обезбедат поголем број книги, помагала и аудио материјали за понормално функционирање во општеството.